Здраво дечки, еве сме во уште едно видео за Unity. Значи, денеска во ова видео најпрво ќе средиме еден мал проблем што го имаме. Покажам за што станува збор. Ако приметите, значи сега кога ќе испукам куршум, кога го вртам денкот и куршумот се врти со него. Како што гледате, куршумот бега на лево, не оди право. Што гледате, фаќа парабола, ќе го средиме тоа и ќе позборувам малку за колизија. Значи ќе направиме некои, ќе наставиме коцки низ левелот или само една коцка и потоа ќе детектираме кога куршумот ќе ја погоди таа коцка. Најпрвин да го средиме овој проблемот со куршумот што се движи со тенкот. Сакаме, значи, кога ќе го испалиме куршумот, тој да се движи право. Проблемот е во тоа што овдека во bullet скриптата, кога го уместиме velocity, кога го зиваме ова варијабла, значи таа цело време е ажурирана. Значи кога го вртиме тенкот и ние како што го вртиме цело време се зима новата позиција што е дирекцијата на тенкот и затоа куршумот оди цело време, значи се ажурира неговата позиција. За да го средиме тоа, ќе го извадиме тоа velocity што сакаме да го местиме овдека во awake скрипта, со што при креирањето на куршумот тоа velocity ќе биде константно, значи има една вредност, нема да се менува и овдека во update ќе го местиме цело време тоа. Да го направиме тоа, ќе направиме еден вектор 3 овдека, вектор 3, да речеме bullet velocity, окей, и вредноста нова променлива ќе ја подесуваме овдека, да речеме, во awake, веднаш откако ќе го побараме овој објект турет. Значи го скопираме целото ова, е еднакво на окей, и значи сега ова еднаш ќе ни се подеси во awake и ќе не биде ова константно, нема да ни се ажурира цело време со ротација. Ќе ја земе овдека моменталната дирекција up што му е на нашиот турет, еднаш ќе го земе и тоа се останува толку. Значи еднаш ќе се подеси и веќе нема да се менува. И овдека velocity ќе го местиме на тоа. И во update, значи цело време секој фрейм, додека постои овој објект, односно една секунда во нашиот случај постои bulletот, ќе се мести velocity на ова пресметана вредност овдека, а нема да се менува ова овдека. Океј, ајде да видиме дали проблемот ни е среден. Паѓа тенкот, пукаме и како што гледаме сега куршумот ни оди цело време право. Океј, тоа го средивме. Ајде, значи сега да подборуваме за колизија малку. Најпрво, ајде да направиме некои објекти кои што може да ги пукаме, да речеме ќе направиме неколку коцки. Ајде, нека бидат бели коцки, ајде ќе ги скалираме за 2, 2, 2. Океј, овде позиција поставиме 0, 0, 0. Сега ќе окренеме овде за половина од скелот и се тоа ќе не биде коцката над земја. Да речеме едното ќе ја ставиме некаде тука. Ајде да креираме уште неколку. Ова нека оди тука и ајде нека имаме уште едно, да речеме. Таа нека биде некаде позади. Ајде нека биде тука. Да видиме како тоа изгледа. Океј, значи имаме неколку коцки наредени тука. Океј, се е супер. И рековме сега ќе зборуваме за колизија. Значи, за да детектирате колизии помеѓу два објекти, треба да имате колајдери на двата од нив и на еден од нив треба да има cheatbot. Во нашиот случај, кога што коцката има колајдер, ова тригер не е штитирано, ќе видиме што е тоа малку подоцна, што е 3 да се исти. Значи, имам бокс колајдер на трите и тригерот штиклира, а на нашиот тенк, не тенкот,
имаме, ево што гледате, Box Collider и имаме Rigid Body, меѓутоа не зборуваме за тоа, туку ќе детектираме колизија за куршумот. Ајде да испукаме еден куршум, ево куршум, ево тука, како што гледате има Sphere Collider овој куршум, значи има, како што реков, Collider и има Rigid Body на него. Океј. Ајде, нашата колизија ќе детектираме во Bullet Script. Ајде да одиме во Visual Studio и овдека Visual Studio ќе ни помогне малку, има метода што се вика on, повторно, куцам кирилица, on collision enter. И тап два пати притискате и ќе ви се генерира оваа метода. Океј. И како што гледате ни дава еден параметар има оваа метода, private void on collision enter. Ајде да видиме што имаме овдека. debug.log и да пристапим до овој параметар и може да му пристапим, како што гледате, на GameObject компонент. GameObject и пишеме .name. Со овој ќе ни се печати името на GameObject-от со кој што сме се судрили. Ајде да видим дали тоа ни работи. Ајде правим да го кликираме ова full screen за да гледаме конзолата. Океј. Се компилира, океј, паѓа. Ајде да одиме тука, да пукаме во коцката. И како што гледате се судришме со Q-педал. И како што гледате има колизија помеѓу куршумот и помеѓу коцката. Кога ќе дојдеме одвека, ќе се удари, куршумот ќе се одбие. Како што гледате, лета. Q1 ни удришме сега. Ова ни е Cube само и може да ја пукаме и ова. Cube 2. Ајде малку нешто да промениме. Како што гледате сега ни се удари, куршумот ни се одбива. Можеме куршумот да го направиме тригер. Да одиме во прифовот. Ќе го направиме, ќе го штиклираме овдека да биде тригер. Океј, ќе се вратиме назад. Сега куршумот ни е тригер. И овдека имаме друга метода. On trigger enter. Океј, ајде ова да го искоментираме сега за сега. Комент, ова ни комент и да го повторно печатиме ова. Сега имаме Collider параметар. Не се викаше Collider, не се викаше Other, типот на Collider. Што пишеш? OH от here .gameObject.name. Ајде дали ќе не работи. Океј, тенкот паѓа, дојдеме во конзолата, пукаме и како што гледаме повторно ни се печати. И како што гледате сега нашиот куршум ни поминува низ самата коцка. Како да видиме тоа ово, ајде ќе пукаме овдека за да видиме дека поминува од другата страна. Тука да го видиме. Ајде, вака. И да одиме по сцената, каде ни тенкот. И ево куршумот кога што сме го испукале. Како што гледате, уште ни постои, ни поминува низ коцките, ни постои. Ајде да правиме нешто во ова метода on trigger enter, место да печатиме. Да речеме дека сакаме ова од овдека ќе го тргнеме, да речеме. Не сакаме сега да не се уништува после една секунда. Туку сакаме да ни се уништи куршумот кога ќе удриме во нешто. Или дали сме удариле во зид, или сме удариле во коцка, сакаме да ни се уништи куршумот. Game Object. Добро. Точка запирка. И сега, значи, кога ќе удриме во коцката или во зидот, нашиот куршум
кој што го пукаме, треба да ни се уништи. Ајде да видим дека тоа работи. И потоа ќе направиме уште една работа. Потоа да пукам. Океј, и гледате кога удрихме во самата коцка, од овдека ни го снема куршумот. Ајде спукам уште еден, кој што гледате сега нема, сега пукам, има булет, кога се удара куршумот ни го снемува. Ајде да направиме уште нешто, да речеме дека кога ќе удриме коцка, сакаме тој game object да ни се уништи. За да не велиме нешто вакво, или може да речеме destroy other.gameObject. Слово значи што и да удриме ќе ни се уништи. Меѓутоа докато дојдеме и пукнеме во зид, и тој треба да ни се уништи. Ајде да видиме дека тоа е така. Значи што и да погодиме, ќе ни се уништи. Упс, ева што гледате во овој случај, го погодивме нашиот терет и сега не можеме повеќе да пугаме куршуми. Смешно, нели? Добро. За да го средимо, мислев да пукаме во зидот, меѓутоа изгледа куршумот ми се дистанцира во теретот и веднаш има колизија и ни настанува куршумот. За да го средиме ова, ќе креираме можеме да речеме доколку името на објектот да речеме содржи cube, ајде например да го направиме тоа, па ќе направиме нешто друго. If, повторно кирилица, if other.gameObject.name.contains и во заграда може да му пишеме cube, доколку името на објектот содржи cube, како што имаме во нашиот случај се именувани cube 1 и cube 2, уништи го тој game објект. Ајде да видим дека тоа е така. Пукаме на празно, летаат куршуми, окей, како што гледате ни се уништува. Кога удират во зидот таму се уништува тега. Погодиме коцката и коцката не ни се уништува. Зошто е тоа така, да видиме што е мутното. Destroy other game object name contains сум пишал cube. Моја грешка C-U-B-E. Да е cube. Sorry за тоа. Валјда немам падне штукнато. Добро, погодивме таа. Ајде да пукаме во зидот. Од поблиску, за да не го промашиме. Тука сме, гледате, сенка има зидот, не се уништи и зидот, бидејќи тој не се вика Q, ако не се лажем, да. Значи може да ги уништиме и зидовите. Ајде го погодиме и овој. Кога се движиме и пукаме, мислам дека треба куршумот да има поголема брзина, бидејќи со движењето го стигнуваме куршумот и тој не се уништува. Што гледате, опс. Нема време ни да мрдне. Добро. А тоа ќе го средиме потом да речем. Океј. Рековме ќе направиме нешто друго. Одиме во скрипта, ќе направиме една скрипта, нека празна скрипта обична. Може или да направиме празна скрипта, да ставиме на коцката. Create, направиме скрипта, ќе кажете enemy. Значи сме отворим кирилица, enemy. На коцките ќе наставаме значи скриптата enemy. Add component, enemy. Океј, има сега сите овие коцки што не се овде имаат скрипта enemy.
Одиме во Visual Studio и овдека може да правиме проверка. If other get component enemy, значи доколку тој објект со кој што сме сударили, што сме се судариле, е различно од 0, може да пишеме. Значи доколку има ваква компонента, уништи го тој game објект. Може и тоа е различно од 0 да го сфрлиме. И сега, како што гледате, овие коцки не се уништуваат. Ајде да одиме овдека и го што гледаме сега, овој зид не се уништува. Како што рековме, ова може да ги изфрлиме, значи со ова проверка, ова ќе значи, значи не постои таа компонента, значи е различно од 0, значи исто, може да го пишете, може и да не го пишете тоа, но за читање по-убаво е да го оставите. И што гледате повторно ни работи. Ајде да го вратиме како што се беше со различно од 0. Ова ќе го скоментираме, ќе направиме уште нешто. Друг начин, наместо значи да ја ставиме оваа скрипта, ајде да речеме да ја исклучиме или ќе избришеме скроз, remove component, да ја нема, може да на game објектите да ставаме нешто што се вика овдека tag. Како што гледате на game објектот има тагови, има некои предефинирани овдека. Ето player, editor only, finish, бла бла бла. Може да додадеме и custom tag. Овдека tags плюс стискате и пишувате. Речеме ќе пишеме enemy да се вика. Да не се тагирани со овој string, нашите game објекти enemy. Океј, и сега нашите коцки ќе им назначим овој tag, што не се ствари нашите enemies. Океј, сега овие три коцки има tag enemy. Што гледате сите три. И потоа овдека може да направиме една друга проверка. If other.gameObject.tag.contains contains и го пишуваме овдека тагот enemy и прави го исто ова што го правеше тука. Значи уништи го тој објект што го има овој таг enemy, кога ќе се судари со него. Океј, да видиме дека се не работи. Пам, доаѓаме коцката, пукам, бам, се уништува и таа ја уништуваме. Ајде да видиме зидот дали ќе се уништи. Оди, куршумот се уништува, зидот не стои. Ајде на префабот да му ја малку промениме брзината. Open prefab, овдека каде беше скриптата, bullet има брзина 25. Ајде матуриме, има 100 брзина, да видим како тоа ќе изгледа. Повторно видиме тој проблем, ќе го стрелиме во некој наредно видео, не можам сега да гледам што е некој зашто се уништува кога се движам. Меѓутоа овака мислам дека изгледа многу по-добро. Така да, дечки, за ова видео мислам дека е доволно, а се гледаме во некое наредно. Поздрав!